Благодарам, председателе. Почитувани колеги, за жал, еве и денешново излагање ќе го започнам со критика за министерот за локална самоуправа, кој што и при носењето на еден ваков значаен стратешки документ не најде време да се појави во Собранието на Република Македонија. Имено ова е навистина еден важен стратешки документ кој што се носи повторно после 13 години. Меѓутоа, за жал, со министерот немавме можност да имаме дебата, затоа што не се појави и на комисија. Благодарам за заменик министерот што секогаш е тука, еве, кога расправаме за проблеми од локалната самоуправа и регионалниот рамномерен регионален развој. Ова зошто го потенцирам? Ова го потенцирам заради тоа кога го носевме с новиот закон за рамномерен регионален развој, причината за каснење на стратегијата, министерот се обиде да ја префрли на тој што бил министер пред него, заради тоа што тогаш немав можност да одговорам или да вратам. Еве сега проверив, всушност министерот Милевски е министер од 2019 година јуни месец, така да не може одговорноста за периодот од 2019 година да се нема во Република Македонија стратегија да се префрла на претходник министер за локална самоуправа. Односно, честно и доблесно е да се прифати одговорноста заради тоа што државата е оставена 2 години без ваков еден стратешки документ. Заменик министерот во своето излагање денес кажа дека стратегија е која што ќе важи во следните 10 години, при тоа нагласи дека е стратегија 2020-2030 година. Меѓутоа, за жал, веќе сме 2021 година и од оваа стратегија која што ја сте ја спремале, една година помина. Во дебатата која што ја имавме на комисија, пак ќе речам, законот кога се носеше, кога се појави министерот, тој кажа дека всушност тој закон ќе важи за наредна стратегија од 2030, меѓутоа многу е далеку да зборуваме, треба да се концентрираме на оваа стратегија која што денес ја носиме. При тоа морам да потенцирам, веќе изменува и третиот месец од 2021 година и јас не сум оптимиста дека проектите во ова 2021 година ќе може да се реализираат во Република Македонија, односно мислам дека се оставени општините да немаат време и можност да ги спремат и да аплицираат со проекти. Стратегијата повторно ќе претрпи измени, како што потенциравте, заменик министер, заради резултатите кои што ќе бидат од пописот. Меѓутоа, јас морам да потенцирам и на еден друг пропуст, за мене исклучително голем пропуст, заради тоа што сметам дека кога се носи една стратегија е недозволиво во стратегијата да нема периоди кога одредена мерка би се реализирала, односно рокови. Всушност, ако нема рокови на реализација, тоа не е ни стратегија. Така да, ако веќе ја преработувате една добронамерна стратегија, обрнете внимание и на ова. Во стратегијата стои дека, и во Законот за рамномерен регионален развој, дека средствата кои што ќе се обезбедуваат за развој на општините ќе бидат, односно за рамномерниот регионален развој, ќе бидат од буџетот на Република Македонија, буџетите на единиците на локална самоуправа, фондовите на Европска унија, други меѓународни извори, донации и спонзорство од физички и правни лица, други средства утврдени со закон. Нема да се задржувам на оној 1% од БДП, затоа што заменик министерот веќе даде објаснување за тие средства кои што се навистина мали за развој. Меѓутоа, ова го прочитав заради тоа што уште една потврда дека и 2021 година ви е испуштена, односно промашена година, заради тоа што локалните самоуправи немаат можност да направат, да приготват проекти со кои што ќе аплицираат до меѓународни извори, до фондовите на Европската унија, заради тоа што проектите не се уште подготвени. Она што повторно го потенцирам и кажувам дека ќе биде проблем е тоа што планирате да се подготвуваат, односно да се предлагаат проектите преку форуми, заради тоа што сум учествувала лично во
во работа на форуми на заедници кажувам дека е потребно исклучително долго време, месеци, и мислам дека не е добро решение за изработка на проектите, заради тоа што општините ќе немаат можност за да ги изготват, да ги слушнат од граѓаните прво проектите, па да ги изготват, па да ги аплицираат и да ги добијат средствата. Господине заменик министер, во вашето излагање рековте дека најголем број од амандманите биле од технички карактер, меѓутоа јас ќе речам дека имаше и од суштински карактер. Имено кога ја поднесовте стратегијата, ја поднесовте заедно со Законот за рамномерен регионален развој, од кој што за жал на законот му ставивте европско знаме, па помина натрчана на Комисијата за европски прашања. После така подолги разговори со Министерството, мило ми е што како опозиција ве убедивме дека треба да се направат промени на стратегијата и прифативте како Министерство, со што се донесоа неколку, односно повеќе комисиски амандмани со цел промена на текстот на стратегијата, заради тоа што стратегијата која што беше претходно стигната од Министерството се однесуваше на претходниот закон кој што не е веќе во сила во Република Македонија. Мило ми е што меѓу другите амандмани кои што успеавме да ве убедиме да ги прифатите е амандманот со кој што средствата за амандманот на член 35 со кој што средствата за распределување процентот успеавме значително да го промениме. Имено со амандманот 55% ќе одат за финансирање на проекти за развој на плански региони, 15% за финансирање на проекти за развој на урбаните подрачја и одржлив развој, 15% за финансирање на проекти за развој на подрачја со специфични развојни потреби и 15% за финансирање на проекти за развој на селата, кој што е драматична измена на процентите кои што претходно ви беа предвидени во стратегијата. Според податоците од Државниот завод за статистика, диспаритетите во развој помеѓу македонските региони, плански региони е навистина видлив и очигледен, но ако не ги гледаме само бројките, туку и реалната слика што имаме во градовите, ќе видиме дека регионалниот развој во Република Македонија е навистина неравномерен. Мора да признаеме дека неравномерниот регионален развој има значително влијание на процесот на миграција на населението од село во град и се почесто од градовите во град Скопје. Па токму заради тоа сметам дека и навистина треба да се обрне внимание на средствата кои што се даваат на подрачјата со специфични развојни зони и за развој на селата, заради тоа што наша обврска како држава е да го унапредиме животот на луѓето во овие рурални средини или во подрачјата со специфични развојни потреби, и како држава сметам дека треба особено да насочиме на овие средини во наредниот период. Станува збор за исклучително, како што кажав, важен документ. Мислам дека можело да се изработи подобар документ, меѓутоа немаме простор да оставаме државата да биде стратегија за рамномерен регионален развој, ако без таква стратегија е веќе трета година. И токму заради тоа се согласивме да помине на Комисијата за локална самоуправа со заеднички комисиски амандмани, како што мислам и дека ќе помине и на денешната расправа на седницата на Собранието. Благодарам.